Трета недела во болничките аптеки во земјава нема два типа инсулин. Нема ниту ленти со кои пациентите ја следат состојбата на шеќерот во крвта. Засегнати се многумина, реагираат од Сдруженијата на диабетичари. Душко Игневски, председател на Тетовското здружение, вели дека проблемот не е нов, дека речиси секој месец има доцнење, но во тековниот месец, февруари, тој лично воопшто нема земенотерапија. Јас, како што си добијам секој месец, тоа ми е на 6-ти, два пати сум бил, немаат добиени, дури немаат ни најава дека ќе добием. Секој со секој кој што има инсулин поземуваме по пенкало 1-2, со секој такви некои ситуации си помагам, ама не е тоа доволно. Ќе позајмиш пенкало 1-2, па после треба да си земе редовната терапија што треба да има секој месец. Тоа за жал го немаме и во однос на другите години, мислим годинава е многу најтешка до сега. Од Сојузот на Сдруженија на диабетичари бараат надлежните да ги променат бирократските процедури, за навреме да го добиваат пенкалото кое за нив живот значи. Ние трета недела апелираме, бараме, од денес си инсистираме подбитно Министерството за здравство и владата веќе треба да ги надминат бирократските процедури и да се дистрибуира количината која што треба до секој пациент. Не само инсулини, туку и лентите, односно глукомерите, кои што се исто важни за лицето со диабетес да квалитетно се менеджираат со гликемиите, односно бидат работоспособни. Од Министерството за здравство пак тврдат дека пациентите на инсулинска терапија се соодветно покриени. Станува збор за само еден тип инсулин, од кој неодамна се потрошени количините, но за истиот инсулин има аналог на таа генерика, така што пациентите на инсулинска терапија се соодветно покриени со аналогот. Сите други типови инсулин се на располагање во доволни количини во инсулинските аптеки. Исто така, веќе е распишан јавен повик за обезбедување нови количини инсулинска терапија. Според последните податоци, во земјава има 44.500 лица на инсулинска терапија, 600 се деца до 18 години.